Подобрување на квалитетот на услугите кои се нудат и обезбедување на нови извори на приходи преку проширување на обемот на работа, замена на дотреените тезги на зелениот пазар, електричната инсталација како изградба на нови деловни објекти на реонскиот пазар на Октомвриска револуција се дел од активностите од програмата за работа на јавното претпријатие Пазаришта за 2023 година. На зелениот пазар, на кој јавното претпријатие стопанисува со 675 тезги, се планираат и инфраструктурни зафати. Мило ми е кога гледам дека се работи за подобрување на условите во пазарот како за продавачите, така и за граѓаните кои го фреквентираат овој пазар. И ова е за поздравување. Ако овие инвестиции се прават со сопствени средства на јавното претпријатие Пазаришта. Имаме една сугестија за програмата за 2023 година за реонскиот пазар кој се наоѓа во Октомвриска револуција. Во програмото се кажува дека тој пазар има 106 тезги и се потенцира дека интересот за закуп на овие тезги е во пад. Ако општината дава дозвола за градба, се планира да се градат дуќани и моето прашање е дали е направена некаква студија дека има потреба да се направи таква инвестиција, ако заинтересираноста на кираџиите е ниска и ако општината нема средства, од каде ќе се обезбедат овие средства за овие простори нови што се предвидуваат да се градат. Директорот потврди дека реонскиот пазар никогаш не работел на нивото и дека не се искористени сите капацитети. Посочи дека веќе одржал средба со градоначалникот на која побарал да се изготви план за тој пазар. Имајќи ја во предвид позицијата на тој пазар, мислам дека треба да се инвестира и да се работи за конкретен проект. Мојот план беше таму по можност да се изградат нови простории во главната улица и по можност да се направи изгради паркинг просторија, бидејќи најголемото барање на граѓаните е тоа. За жал, до сега не најдовме на поддршка од за да се реализира овој план. Јас сум одел и чекор понатаму, барајќи ние како предпријатие да имаме можност да земеме кредити од банките, а согласноста се знае дека треба да го даде Советот на општината или општината. Доколку би дојделе до оваа точка, во реонскиот пазар да можеме да инвестираме, мислам дека би било едно трајно решение на проблемите на тој пазар, кој во еднина ќе генерираше многу подобри приходи во полза на предпријатието. Ви благодарам. Советниците ја поздравија програмата која предвидува подобрување на условите на пазарите. Се надевам дека во тоа ќе успеете, затоа што мислам и дека сме должни на корисниците на пазарот кои што го работат таму и тие што го посетуваат да имат подобри услови. И се надевам во тоа дека ќе успеете за оваа година. А исто така за реонскиот пазар, кој што сите знаеме дека не работи добро, според мене тоа најголема причина за тоа е немањето паркинг, односно нема кој каде да се застане тука и луѓето обично паркираат на улица, од другата страна се овие таксистите што стојат, тука е семафорот и се прави некако хаос, што сметам дека доколку е некако можно, ако може некако да се направи она улица што е помеѓу пазарот и бившиот Житомел и што беше зградата, тука да се направи некаков паркинг, пошто таа улица е тотално нефункционална и тука да може да застануваат и да паркираат луѓето кои ќе пазарат и тоа да биде можеби уведено со на 15-20 минути рок, зашто само да не се задржуваат и да не паркираат подолго. А исто така, ова идеја, доколку може да ја извршите со деловни простори, мислам дека доколку тоа се, како што ви велите, доколку се добие дозвола за градба, би било исто така добра идеја, бидејќи со тоа би привлекле други муштери кои
Наредната година јавното предпријатие планира да оствари приходи поголеми од тековната година. Планирани приходи изнесуваат 28 милиони 966 илјади денари, додека расходите се 29 милиони 886 илјади денари. Од нив дури 3 милиони и 600 илјади денари се за електрична енергија. Советниците ја изгласаа програмата.